3 дена до стартот на грејната сезона, ЕСМ се уште чека за лиценца. По неколку месечните натегања помеѓу ЕСМ и Адора беше постигнат договор за закуп на топланите Исток и Запад за државно изнајмување во вредност од 390 милиони евра и сега топката е кај регулаторната комисија за енергетика. Како што информира ОДРК, се уште ги разгледувале документите од договорот кој се постигна во 5 до 12, а процедурата налагала допрва да се закажат подготвителната и главната седница на која треба да се донесе одлука за лиценцата. Во моментов се разгледуваат сите елементи. Регулаторната комисија ќе одржи подготвителна седница за трите лиценци за регулирано производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија, а потоа ќе следи главна седница на која ќе се гласа за лиценцата, па ќе ја информираме јавноста. Од регулаторна уверуваат дека лиценцата ќе биде издадена на време и дека грејната сезона ќе стартува во сабота. Од ЕСМ пак порачаа до потрошувачите и заедниците на сопственици да ги завршат интервенциите на внатрешна инсталација и истото да го пријават во Центарот за грижа на потрошувачи на ЕСМ снабдување. Дури и да започне на време грејната сезона, како што се уверувањата од сите засегнати страни. Поголем проблем е што државава има обезбедено газ за само 2 недели. Надлежните постојано уверуваат дека парно ќе има. Па дури и премиерот ни кажа дека тоа ќе се случило со загревање на топла вода во топланите. Новиот план на Ковачевски е сега Македонија да купува газ авансно на месечно ниво. Уверува дека така ќе се заштити буџетот, иако цените на светските берзи постојано варираат поради војната во Украина. Со тоа сакаме да го заштитиме буџетот на државата и да се земе оној енергенс кој што во моментот има најповолна цена или енергенс кој што има поповолна цена од другите енергенси, а исто така да внимаваме и на заштита на животната околина. Експертската јавност со месеци наназад предупредуваше дека е клучно да проработи ТЕТО за да има доволно газ за да се задоволи потребата за топлинска енергија. Докаде се преговорите со ТЕТО се уште е нејасно, а министерот за економија Крешник Бектеши уверува дека топлинска енергија ќе има за сите, без разлика дали ќе работела ТЕТО или не. Топланите Исток и Запад со набавката на газ ќе ја покријат цела потрошувачка во делот на топлинска енергија која ја имаме во градот Скопје. Што значи дека целосно, како потрошувачка, ќе биде покриена од Исток и Запад. Ако работи ТЕТО, Исток и Запад ќе работат со помал интензитет. Доколку имало недостаток од газ, владата ќе ги отвора и стоковите резерви. Измените на законот за стокови резерви треба да поминат на собраниска седница за да може да се користат во случај на недостаток.